но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја вршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Иако е времето многу политичко, ние вечерва нема да говориме за политика, но не значи дека нема да говориме за интересна тема, што верувам дека можеби ќе биде од интерес или ќе ги загрижува граѓаните, особено фармерите, бидејќи ќе говориме за појавата на птичји грип, појава што се чини многу интензивно ги нападна претежно соседните земји, но и добар дел од земјите од Европа. Колку што знам, кај нас се уште нема птичји грип, но на оваа тема ќе говориме со двајца надлежни гости, со магистар Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветерина. Добро вечер, директоре. Добро вечер. И доцент доктор Александар Додовски од Факултетот за ветеринарна медицина. Добро вечер. Добро вечер. Директоре, нешто пред емисијата рековте дека во последно време се случува некакви заразни болести кај животните во Европа. Колку е тоа во последно време и зошто е тоа така? Имате ли некој објаснување што се случува меѓу животинскиот свет и птичиот, да го наречем? Да, во последниот период, овие неколку години, веќе симптоматично појавата на некои болести кои не биле карактеристични за овој регион и за европскиот континент воопшто, тоа се болести, екзотични болести кои беа карактеристични пред се и се изучува на Факултетот за ветеринарна медицина како такви, како екзотични болести. Ниту регионот, па ниту самиот европски континент немал допирни точки со такви болести како што се појавија изминативе години. Тоа се пред се мислам на болеста син јазик и јазлеста кожа. Од кај доаѓаат? Азија, Африка? Тие доаѓаат од афричкиот континент преку азискиот континент и на оваа тема веќе на највисоко ниво се загрижени и ветеринарните власти и влади во самата Европска Унија, во сите земји на европскиот континент, бидејќи ова се сериозни болести кои пред се представуваат закана за здравието и животот на самите животни, на нивниот продуктивен статус и нормално на ширењето на тие болести, економскиот статус и социјалниот статус, бидејќи истите животни треба да се нештетно да се отстранат, значи да се убијат и нештетно да се отстранат, а тоа сето прави проблеми во трговијата со прехранбените производи меѓу самите земји, бидејќи се работи за болести кои пред се овие кои ги дискутираме не се зоонози, не се пренесуваат на луѓето, но прават огромни економски штети. На оваа тема веќе бевна присутен на многу состаноци кои беа одржани изминатиот период, бидејќи сите се загрижени и сите и политиката во делот на сузбивањето на овие болести веќе се менува, бидејќи претходно не било придавано толкаво големо значење за оваквите болести, бидејќи не биле присутни на европскиот континент. Но сега откога се присутни, откога сите држави во Европа увидоа дека заканата и дека присуството е реално и дека може во секоја држава да се појави некој од овие болести, веќе свесноста се дигна на највисоко ниво, се инволвирана е ЕФСА, Европската агенција за безбедност на храна, инволвирани се ОИЕ како организација за здравствена заштита на животните, меѓународна организација и сите оние други елементи или организации кои потекнуваат од нив, како што се GFTAS, тоа е една организација покрепена од ФАО, од ОИЕ, Европската комисија, во делот на болестите кои се пренесуваат преку граница, бидејќи збориме за овие болести кои се пренесуваат лесно преку граница, преносливи се преку вектори
и многу тешко се сузбиваат. Затоа веќе ние имаме големо искуство во болеста син јазик и болеста јазлеста кожа, каде што ги дадовме сите напори да ги сузбиеме и тоа беше нормално и препознаено од Европската Унија и можам тука да кажам по заслуга на сето она што го направивме минатата година за јазлеста кожа, ете како добра оценка на работењето и самата Европска Унија ни ги рефундира средствата кои ги потрошивме за набавка на вакцината за јазлеста кожа. Тоа е значи еден знак на добро сработена работа, бидејќи успеавме во регионот да задржиме болеста, да не се прошири во другите земји од Европската Унија. Што се однесува до болеста авиарна инфлуенца или птичи грип, тоа е една исто така специфична болест која потекнува од азискиот континент, од далечниот исток и најчесто се пренесува, тоа е вирусно заболување и се пренесува најчесто на европскиот континент ја пренесуваат птиците преселници, дивите птици, тие се и резервоари носители на вирусот. За жал еве во цела Европа е распространета негде на околу 16-17 држави и во регионот е застапена, моментално има жаришта од птичи грип во Бугарија, во Црна Гора, во Грција, во Србија, така да не е известно да се појави во некој период и во Република Македонија. Пред да почнеме да говориме за тоа дали ќе се појави некакви мерки презема Македонија, особено Дирекцијата за храна и ветеринарка, веројатно како носител на проектот, да го наречам, за заштита од тоа. Професорите, да ве прашам, директорот рече дека ова се од скоро на некој начин болести кои што се појавуваат од Африка и Азија и се пренесуваат во Европа. Птичиот грип стана популарен негативно пред неколку години, кога почна H5N1, ми се чини. Така. Сега не станува збор за тој вирус, ми се чини, сега некој друг H5N8, ако Точно. не грешим. Значи, тоа е едно прашање. И второ, како наједнаш овие болести дојдоа на европскиот континент? Наједнаш. Последниве години, да речем. Така. Па видите вака, значи прво, оваа актуелна, да наречеме, епидемија која што владе во Европа, во дел од земјите од Африка и Азија, е причината од подтип на вирусот кој што се нарекува H5N8. И тој подтип е различен од оној кој што до сега беше познат во јавноста, тој беше H5N1. Што е разликата помеѓу овие два подтипа, а што би било интересно за јавноста да го знае, е тоа што вирусот H5N1, кој што беше високо вирулентен или патоген, заразен за живината, можеше да се пренесе и на луѓето. Значи, тоа значи дека представува тој вирус зооноза. Од друга страна, овој вирус H5N8, кој што е актуелен во овој момент, до сега се уште не е откриен ниту еден случај кај луѓето. И врз основа на анализите на самиот вирус и градбата негова е востановено дека се уште не поседува мутации кои што би го олесниле неговото пренесување врз луѓето. Од друга страна, што е интересно е тоа што овој вирус предизвикува висока смртност кај дивите птици, но и кај живината која што се чува во домашни услови и секако кај фармската живина. Пред 2 години имавме токму во Европа, имаше внес на овој сличен, но ист H5N8, но сепак доволно различен од овој сегашен. Но тогаш тој H5N8 не одеше со толку висока смртност како што оди сега овој вирус. И поради тоа е и загриженоста моментално која што владее низ земјите во Европа, односно во ветеринарните служби, бидејќи целта е навремено да се детектира, со цел да имаме брзи мерки на искоренување на овој вирус. Директоре, рековте во Македонија нема, но би било чудо да не ја зафати, бидејќи ако сме обкружени секаде има по некој случај. Кажете ми, доаѓа од дивите птици. Како се пренесува на домашните птици? Значи, како станува
актуелен и активен и предизвикува или инициира борба која што ќе не обземе сите надлежни институции да се справат со тоа. Ако не можеме со дивите птици, веројатно ќе мораме со домашните. Доаѓа од дивите птици пред се како преносители на овој и резервоар на овој вирус. Најчесто се и до сега кои беа и минатите години некои случаи во европските држави се појавуваше спорадично во оние држави каде што птиците преселници го имаат вообичаениот оној пад на прелет. Кој период од годината обично тоа е? Малку е нетипично овој дел од годината. Не е нетипичен, но симптоматично е што многу се распространи. Значи се распространи дури од Шведска до Грција има присутна. Во сите европски држави, еве и на Балканот се појави, ние не сме на патот на прелетот на дивите птици, но не е исклучено да се појави и кај нас. Значи, пренесувањето се тие диви птици и до сега првите детекции најчесто во сите држави каде што е присутна беше во дивите птици. Но не значи дека и ја немаше и кај питомата живина која се огледува во домашни услови или на поголеми фарми. Преносители се исто дивите птици и начинот на пренесување може да биде или со само слетување од некои потреби да птиците за да прелетат најчесто кон оние места каде што има вода, реки, езера и така натаму, или пак може да биде и со секрети, екскрети, со изметот да се пренесе и без да птицата физички да слета на земја, бидејќи се работи за вирус нормално доколку тој е фактички грип како и кај луѓето многу лесно се пренесува и многу брзо се проширува кај популацијата на живината и нормално зависно од кој подтип се работи, зависи колкава е вирулентноста како ќе биде симптомите клиничките значи кај птиците, исто така и преку контакт нормално, преку хранење доколку се хранат од исто место, преку вода кај што пијат заедно, значи при секоја ваква можност вирусот се пренесува и затоа е многу опасно бидејќи не знаеме во кој момент каде можеме да имаме жариште. Ова се непредвидени случаи, не можеме да знаеме значи каде можеме да имаме ние случај. Впрочем исто и за претходните болести кои ги спомнав, бидејќи се пренесуваа со вектори, тие вектори летаат, значи тие се мушички или муви, тие летаат, не знаеме каде може да го пренесат вирусот. Овие се специфични болести, затоа ги нагласив на почетокот, бидејќи свесноста веќе е многу подигната во Европската Унија, знаејќи дека проблемите може да бидат големи, економските штети може да бидат големи, социјалните проблеми може да бидат големи, бидејќи луѓето живеат од живинарство, живеат од сточарство за од другите болести, значи во контекст на другите болести, дали се овчарство и говедарство и така натаму. И затоа се земаат со се поголем респект, да кажам на некој начин, бидејќи не биле присутни до сега, а сега веќе мораме да се бориме против нив. Добро, ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме на оваа тема. Еве повторно во аргументи разговараме за птичкиот грип, како да се надгледува и да се справиме со него доколку се појави во Македонија. Разговараме со магистар Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, и доцент доктор Александар Додовски од Факултетот за ветеринарна медицина. Професоре, 3 прашања во едно. Прво, уште еднаш да објасниме, рековте на почетокот типови, подтипови. Почнавме со H5N1, што беше смртен за или пренослив кон луѓето, сега станува збор за друг, неопасен, безбеден е за граѓаните, но сепак да подсетиме, колку што знам лаички, многу брзо мутираат овие вируси. Можно ли е да се премине од H5N8 кон H5N5 па кон 1, од птици кон животни, па од животни кон луѓе? Колку е теоретски можно или колку е практично можно? Значи, нити да плашиме, но нити да предупредиме. Така, да се запознае јавноста. Со што може да се соочи? Инфлуенца вирусите сами по себе се вируси кои што се високо подложни на брзи измени или мутации. И во природата тоа често пати и се случува. И всушност овие високо патогени соеви на вируси кои што се присутни во моментов на инфлуенца се резултат на такви мутации, рекомбинации, кои што најчесто настануваат од вируси кои што се ниско патогени за
птиците или за животните, но во моментот кога ќе најдат на поволна средина и поволни услови, тие можат да се рекомбинираат, да измутираат, или пак во момент кога во ист момент имаме присуство на два различни инфлуенца вируси во еден домаќин. Во такви услови може тие два вируса меѓу себе да го разменат генетскиот материјал и да се добие вирус кој што ќе има комплетно нови својства. И инфлуенца вирусите се познати токму по тоа и можеби се вируси од сите други вируси кои што имаат кои што се најспособни за вакви рекомбинации и мутации. И токму овој вирус H5N8 кој што сега циркулира во многу земји во Европа е настанат како резултат на вакви рекомбинации. Првиот вирус H5N8 во 2016 година е откриен крајот на мај, почетокот на јуни на границата меѓу Монголија и Русија. И тоа веќе е прв знак дека можеби ќе имаме интерконтинентално ширење на овие вируси. Од тогаш па до денес овој вирус во Европа има измутирано. Значи се измешал со други инфлуенца вируси и добил нови својства. Што значи дека непобитен доказ за ние дека дивите птици се тие кои што го донеле вирусот од Азија, од Централна Азија, претходно Југоисточна Азија, Централна Азија, па денеска во Европа. Мислам потрошање. Значи, рековме дека тоа е вирус кој што владее меѓу птиците, евентуално меѓу животните. Так. Засега овие типови за кои што говориме не се преносливи кај луѓето, но бидејќи ова е време на вируси кај луѓето, че сезонскиот грип го ослабнува организмот кај луѓето, сепак и така ослабнати вирозни какви што можеме да бидеме, не сме изложени на опасност директна од овој вирус кој што барем засега тичи од грип. Да, значи како што реков, до сега овој вирус H5N8 значи нема способност врз основа на градбата негова е докажано нема способност да се пренесе, што нели не можеме да исклучиме во иднина дека тој би можел да се измеша со некој друг нископатоген сој на вирус па да добие нови својства или пак со високопатоген сој да добие нови својства. И поради тоа е важно овие вируси да се следат редовно. Кај се пренесуваат тие? Рековте во водите или каде тие се? Така, па вака, видите, обично првиот внес во една земја, значи конкретно за H5N8 е логично во овој случај да биде преку дивите птици, првиот внес. Што не значи дека ќе биде и откриен во дивите птици. Обично тие највеќе го излачуваат преку фецесот, преку изметот, во големи количини. А дивите птици ќе доаѓаат на атрактивни места за нив, каде што има храна и вода. Во Македонија тоа се знаеме, тоа се природните езера, вештачките езера, реката Вардар, Моноспитовско блато, околината на Битола и така натаму. Тие ќе сакаат да дојдат на такви места, каде што има површински води. Сега, во услови на зима, како што е оваа, уште повеќе надворешните услови ќе влијаат на обстојување на овој вирус во надворешната околина. Имено, значи, во површински води, овој вирус на температура на водата од 10 степени може да обстои и околу 100 дена. На температура на водата од 0 степени и околу 300 дена. Што значи дека е вирус кој што му погодуваат ниски температури. А токму ние сме и во период нели на ниски температури. Она што е важно за фармерите е да применат значи стрикни и строги мерки за заштита, односно да се спречи вирусот да влезе на фарма. Бидејќи штом еднаш ќе влезе вирусот на фарма, во фарма имаме популација на голем број на птици, на живина на едно место. Во такви услови вирусот ќе почне да се шири и аерогено, веќе ќе имаме
изразени клинички знаци, голема концентрација на вирус и ширење на вирусот во околината. Да поминеме на производите од ти си уште малку. Значи, господин Поповски, вчера ли имавте вие состанок координативен и деновиве, колку што знам, 115 релевантни институции, членки на вашето тело. Какви мерки, како дирекција за храна и ветерина, утврдивте или предвидовте за да можеме на некој начин да го нагледувате, не може да го спречите веројатно, но за превенција, колку е тоа можно и како да се однесуваат фармерите и граѓаните и другите, бидејќи вака лаички гледано два типа на граѓани треба да внимаваат. Оние што имаат миленичиња, папагалчиња, пилиња и оние кои што имаат фарми, кои што живеат од тоа, а и произведуваат храна за нас обичните граѓани. Значи, тие два аспекта на некој начин, така да се заштитиме. Уште ние активно ја пратевме ситуацијата со птичиот грип на европскиот континент. Веќе кога ги добивме првите информации за појава во регионот, преземавме некои мерки со цел да ги предупредиме јавноста во делот на оние кои чуваат живина дома, оние фармери кои интензивно се бават со фармерско производство, големите фарми, за рано откривање и мерки кои можат самите да ги преземат со цел да не дојде до, да кажам, влегување на вирусот кај нивните, кај животните кои ги одгледуваат. Информацијата исто така беше доставена и до сите ветеринарни друштва и до нашите официјални ветеринари кои работат на терен, пред се во насока на распознавање и детекција на болеста кај животните, бидејќи сето тоа е многу важно, самото детектирање на првите симптоми на болеста, за да се реагира, значи да се детектира, да се алармира и да се реагира веднаш, да се препознае, за да можеме што побрзо да ја спречиме, да го спречиме ширењето на болеста, бидејќи спречувањето на болеста во Република Македонија не можеме да го спречиме од познати причини кои ги кажавме пред се, бидејќи може самите птици со фецес, со изметот во самиот прелет или може да угине од вирусот и да падне угинато животно или во контакт со домашните птици да дојде. Така да сето тоа го направивме во 2016 година со цел да ги запознаеме што и како треба да направат. Пред се голем фокус дадовме на големите живинарски фарми, каде што имаат поголем број на животни кои одгледуваат фармерско производство. Ги повикавме еден состанок со врвниот менеджмент, за да им укажеме на сериозност и на важноста да сватат работата сериозно, бидејќи може некои работи кои ќе треба да ги применат, ќе изискуваат фискални импликации, значи финансиски средства за да постигнат одредени заштитни мерки, значи биосигурностни мерки. Имавме после тоа и втор состанок на техничко ниво, каде што на вработените од истите живинарски фарми им беше укажано кои работи и како треба да ги преземат, бидејќи се тие лицата кои треба да ги преземат на лице место во самите фарми, да го подигнат на ниво на биосигурностни мерки со цел доколку се појави во Македонија, во регионот или во фармата, да знаат на кој начин и што и како да постапат. Се надеваме дека ги пременуваат тие работи, тоа е пред се од нивно значење, бидејќи си го штитат своето производство, својата економија, и се надеваме дека доколку нешто се случи, ќе имаме брза реакција од нивна страна. Исто така беше повикан и пред 10 дена и Националниот центар за контрола на болести. Тоа е едно тело со кое председавам јас како директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, а во него учествуваат 15 релевантни институции од Република Македонија. Пред се тоа се министерствата, представници од министерства и од институции и од факултети, значи Министерство за здравство, Министерство за земјоделие, за финанси, за транспорти и врски, исто така 15 се факултетот, Центар за управување со кризи, токму така дирекција за спасување и заштита, ЗЕЛС, представникот ЗЕЛС, може да некој ќе испуштам. ЗЕЛС, тоа значи дека на некој начин, освен центарот од Скопје, некои регионални центри отворивте
низ републиката за да можат побрзо да се реагира? И за тоа ќе објаснам, тој во нашиот систем, но ЗЕЛС е многу битен бидејќи во делот на нештетно отстранување на животните, секоја општина мора да и законски обврзана да постапи во нештетно отстранување на животните или на угинатите животни или на оние кои мораме да ги уништиме, да кажам, и треба да ги отстранат нештетно во соодветни дупки или да се запалат, бидејќи во моментов се работи на стратегијата за воспоставување на систем за нус производи, тоа е кафилерија, која веќе сме во некоја напредна фаза. Но до тој момент ние немаме друг начин овие животни да ги отстраниме освен со закупување во дупки, кој самата општина треба да ни најде локација и треба да ископа таа дупката, тоа е нивна обврска. И да ги транспортира, и да ги покрие, да ги затрупа, а ние како агенција треба да го надгледуваме тоа, дали е извршено соодветно, со соодветни возила, дали ќе се изврши дезинфекција на животните, мора да се изврши, на кој начин, да биде проследено се со записник, исто така и транспортните средства ќе треба да се исчистат, да се дезинфицираат. Значи, тоа е улогата во ЗЕЛС, а ние имаме формирано 3 центри во Република Македонија, кризни центри, едниот е во Скопје, другиот е во Штип, кој се однесува на источниот регион, и третиот е во Прилеп, кој се однесува на западниот регион. Каква задача имаат тие центри? Тие центри, значи, имаат тимови внатре составени од наши инспектори со задачи воспоставени и обврски кои треба веднаш да ги преземаат при појавата, се знае по хиерархија кој на кого и како го известува и кои какви мерки треба да преземе при појава на болеста. Тоа се тие 3 центри и Значи овие инспектори фактички така, да, тие треба да контролираат дали мерките што се ги предвиделе, овие фармери и луѓе ги спроведуваат, така. Да, они не се остави на нивната совест, оти некој може да нема да забележи дека има појава на така. Точно така, може некој да не забележи, веќе се насоките дадени, како што напоминав и претходно, кон ветеринарните друштва и кон нашите ветеринари, нормално и кон одгледувачите на животни. Пред се имаме ние и воспоставено систем од 2015 година на пасивен, сега и имаме на активен надзор, што значи дека секој гинато животно од видот птици треба да се пријави кај надлежниот ветеринар, ветеринарното друштво, за доколку некој забележи, за да може да се изврши испитување и да се види дали присутен вирусот на птичиот грип, и имаме активен надзор каде што активно се зима крв и бриз од истите животни, но исто така и со одстрел од страна на ловните друштва, каде што ние ги детектираме во факултетот за ветерина, се носат овие мостри и се испитува дали е присутен вирусот. Значи ние веќе имаме сурвейланс, значи надзор на популацијата на животни во Република Македонија со цел да знаеме дали ни е присутен или не ни е присутен. Не ќеме да дознаеме, а може да се случи да дознаеме и од прв случај на пријава на вирус и преку активниот или преку пасивниот, но и преку пријава од ветеринарно друштво, наш ветеринар, доколку се појави негде угинување, поголемо угинување на птиците. Сето тоа е веќе во функција. Овој координативен состанок со Националниот центар за справување за контрола на болести беше пред се координирање на сите активности и надлежности на сите институции доколку се појави болеста, што секоја институција треба да преземе, кои се нивните ингеренции, кои се нивните можности, со цел што побрзо да изреагираме, што побрзо да ги намалиме, да го смалиме, значи ширењето на болеста, и да ги намалиме последиците од тоа и евентуално нормално економските штети од со самото ширење на вирусот. Господин Додовски, колку фарми има во Македонија? Колку птици има? И кои птици најчесто се одгледуваат и кои се изложени на ризик? Гледам дека пшатки, пилиња, кокошки се тоа. Вака, од прилика според податоците од Агенцијата за храна и ветерина, мислам дека во моментов има регистрирано околу 110 живинарски фарми во Република Македонија. Со колку бројка на птици? Па некаде околу милион и 200.000 имаме на фармска живина и се претпоставува дека уште толку имаме по селските дворови. Уште толку? Да, по селските дворови. Уште милион? Да. Тоа се фарми цели и тоа
зборуваме за тие што се чуваат по селата, по Тоа е честа појава. дворови. Да, па видите, секое домаќинство си има по некоја, по 4-5 се чува за дома, за јајца, за месо, за супа, така натаму. Тоа е живинското месо и јајцето е најевтин протеин од животинско потекло и тој е добар избор на прехрана за населението. Што ме прашавте? Да. Значи, колку има и како директорот вели се преземат мерки за да не се шири, но ако една птица заболи, тоа многу брзо се шири, веројатно, и тие што не се заболени треба да се уништат? Да. Има ли спас, значи тоа како? Значи малку апсурдно делува, значи тоа фаталистички, како да кажам, треба да ги затворат да нема влијание од надворешниот свет. Тоа не може исто така. Како да ги спасат 100.000 пилињи или не знам. Видете вака, за разлика од живинарската индустрија во земјите на ЕУ, во Македонија живинарството, односно живината се чува во 100% на случаи во затворени услови, значи во затворени фарми. Во земјите на Европа, на Европска унија, да, сега нели таму е во мода еколошко, биолошко, органски така натаму. Домашни услови, да, е среќна живината, ги пуштаат надвор. Да, тоа е добро, окей, ама при појава на вакви високо заразни заболувања ќе треба цела живина да се враќа пак назад на затворено. Во Македонија сета фармска живина се чува во затворени услови. И тука мерките на биосигурност се многу поголеми за разлика од живина која се чува на отворено. Што значи? Тоа што треба да преземе еден фармер? Еден вака, видете, значи за прво и основно да се минимизира контактот помеѓу живината и дивите птици. Односно самата фарма и околината на фармата да се направи да е што помалку атрактивна за дивите птици. Како ќе се направи тоа? На тој начин што нема да се дозволи на отворено да се складира и чува храна, или пак да нема отворени површини, стоечки површини на вода. Езерце лево, езерце десно, мочвара и така натаму, за да биде тоа за птицата да може да слета. Понатаму, при секој влез во фармата мора да има задолжителна дезинфекција и на опремата, и на обувките, и на луѓето. При што мора да постои и регистриран влез, значи треба секој фармер, секоја живинарска фарма да си води евиденција, да знае кој влегува на нивната фарма. Често пати може да се случи некој и не сакајќи да бил да ловел риби, таму да имало угинато дива патка, да ја фати, да види дека е мртва, па после да отиде кај својот пријател кој што чува живина и да му соопшти дека нашол дива патка. Не сакајќи може да го внесе вирусот на фарма. Значи регистрација на посетители, дезинфекција, како што кажав, при влез и излез на фармата. Не се лесни мерки што не се лесни на нашиот народ, посебно во тие селски средини, ние не можеме луѓето да ги спречиме да внимаваме дома, да смиле раце и ова што ви го кажувам е за фармите, за селската живина, онаа што ја се чува по селата. Значи, што би можеле да направат, барем за овој период, кој што е, нели, сега велиме дека е сезона на инфлуенца, на авијарна, барем да ги чуваат кокошките на затворено. Кај нашиот народ навика е са бајлех кокошките да се пуштат, додат на селското буниште, таму да се мешаат со сите останати и вечерта да се дојдат сите назад во кокошарникот. Барем за овој период е пожелно да бидат затворени. Овој период? Овој период, тој не е 2-3 дена, сигурно? Па не е, и 2-3 месеци може да биде. Тоа се однесува, ајде, и за оние гулаби што чуваат. Кои други птици се најчести на фармите, да речеме? Па, кај нас во Македонија, значи во фармски услови се чува исклучително кокошки се чуваат. А на селски има таму? Во селските има, да, и шатки, патки, гуски, мисирки, фазани, така натаму. Како да препознаат дека
една птица или повеќе се заболени од птичиот грип? Ще умираат или не? Умираат, да, значи може би ќе звучи малце и парадоксално, но сепак една од, ако може да се каже, од добрите работи кај ова заболување е што се манифестира со висока смртност. Тоа значи дека може многу лесно да се воспостави сомнеш. Значи дека нешто не е во ред со кокошките. И во такви случаи треба веднаш да се алармираат, известат официјалните инспектори, ветеринари, кои што понатаму нели се преземаат мерки согласно легислативата. Директоре, господин Поповски, рековме ги има во соседството, значи сега имам две прашања. Ако не можеме да ги спречиме дивите птици да прелетат, да слетат и да пренесат болеста во Македонија, како можеме да спречиме во земјите од каде што има веќе појава на птичи грип, а бидејќи освен птиците има и местна индустрија која што произведува салами и разни други производи од пилешко месо, како тоа го проверуваме да не влезе во Македонија? Дали и тоа исто така заразено или при термичка обработка тоа доаѓа безбедно? Тоест, зашто контролираме ако е безбедно? Дали контролираме? Тој веќе е воспоставен систем не само за овој болест, него за сите болести. Пред се секоја земја членка и секоја земја, првенствено земја членка на Европската унија, но и секоја ни останатите земји кои не се членки, а се во системот на Европската унија, АДН системот за пријавување на овие болести, секоја земја е известена за било кое жариште од било која болест во реално време дека е присутна. Тој е првиот индикатор кој го располагаме ние како држава, тоест како Агенција за храна и ветеринарство, и исто така добиваме и известување од Светската организација за здравствена заштита на животните, ОИЕ, каде и покрај земјите од Европската унија и сите останати земји во светот мора да нотифицира таму за појава на било која болест. И вие во секој момент знаете каде се појавило? Да, точно знаеме каде се појавило и во информациите се дури и значи географска ширина и должина. Знаеме во кој момент каде ни е болеста, тие информации исто се внесуваат во тој систем и знаеме точно каде има точното жариште на болеста. Доколку има 1000 жаришта, ние ќе добиеме од таа земја 1000 нотификации преку овој систем АДН системот. Тоа е едната работа. Другата работа е што и самите земји нас не известуваат за појава на одредена заразна болест. И самите земји каде што е појавена болеста, првенствено за собствена заштита, они ги преземаат сите неопходни мерки за да не се стави во промет. Домашниот пазар се заштити. Домашниот пазар значи прехранбените производи и се што потекнува од тој регион. Пред се ќе напоменам тука дека земјите членки на Европската унија и останатите кои се кандидати за да влезат ги пременуваат регулативите во однос на било која болест за незина превенција. Во случајот на птичи грип се применуваат две зони. Тоа е едната зона, рестриктивна зона, значи каде што самото жариште од 3 км, и другата зона од 7 км е зона под надзор. Значи вкупниот радиус околу самото жариште е 10 км, при што во самата зона од 3 км во тој радиус не смее ништо да влезе, ништо да излезе. Секој производ во тој момент од животните и самите животни мора да бидат уништени. Тоа и самите земји го преминуваат пред се првенствено за сама заштита и на здравјето на другите животни, поради економски загуби и нормално и поради пренесување на болеста на други фарми и така натаму, доколку се работи за зооноза, кај пренесување кај луѓето, и сите самите си го преминуваат, тој не дозволува да излезе самиот производ од тој регион, од таа забранета зона, ниту на нивниот пазар, па ниту за извоз, бидејќи доколку излезе пратката, таа е потенцијално заразна и транзитира нели пред се и во нивната држава. Не се знае што може да се случи со тој производ и каде може да заврши. А ние како Република Македонија, како Агенција за храна и ветеринарство, веднаш по добивање на овие нотификации, на овие известувања, преземаме активни мерки на забрана спрема оние држави каде што е појавена одредена болест и пред се однесуваат на регионите каде што се зафатени и каде што имаме
каде што имаме активно жариште, бидејќи не можеме да забраниме една Германија или Франција кои се огромни држави, а имаме жариште само во определен регион. Тие тачно затоа кој од тој регион дека не Токму така, од само регионот каде што е присутна болеста, бидејќи знаете колкави држави се, тоа се однесува и за Република. Кај пишува на извозот дека од тој регион? Пишува Made in Германија. Не, на самиот ветеринарен сертификат мора да биде заведено од кој објект потекнуваат, од кој објектот од кој регион потекнува и самиот ветеринарен инспектор го потврдува тоа. Доколку не е така, тогаш тој прави фалсификуван документ со кој ние можеме да реагираме во Европската унија, доколку земјата не е од Европска унија, до самата држава да известиме дали се работи од регионот земји членки на ЦЕФТА и така натаму и да си преземат соодветни мерки. Ние можеме тогаш да направиме активни забрани на целата територија на таа република, не име од интерес бидејќи ќе сносат големи одговорности понатаму. Директоре, ако велите дека прво не е пренослив како вирус кон луѓето, зошто тоаш производот би бил штетен и небезбеден како храна за увоз или за извоз? Од самото жариште, доколку се наоѓа објектот во самото жариште, тогаш тој согласно регулативите не сме ветеринарниот инспектор таму да издаде сертификат. Не ворите што е безбедно, но некој да не се претерува во заштитата, а нема потреба ако тоа не е здраво за луѓето. Не збориме за луѓето, збориме за економскиот и социјалниот аспект, доколку дојде таква пратка во Република Македонија. Ние не знаеме тој производ каде ќе заврши. Некој ќе го изеде, некој дома нема да го изеде, некој ќе го фрли. Може во контрапасо со животни. Токму така, тој вирус лесно се пренесува како што објасни професорот, значи на овие температурни услови обстојува многу добро и многу лесно може да се пренесе и поради такви непредвидени сценарија, токму затоа и се преминуваат овие мерки. И тоа го применува секоја земја. Тоа се стандардни мерки, тоа се согласно да има импровизација од држава. Тоа се согласно регулативите и ние нашето законодавство е потполно усогласено со регулативата и ние ги применуваме истите тие мерки со цел нели да ги запазиме највисоките стандарди и процедури за заштита и безбедност, иако не е поштетно по здравјето на луѓето, сепак економскиот аспект, а понатаму и социјален аспект доколку се јави во оние кои одгледуваат во домашни услови, од тие живеат од таа живина, најчесто па и големите фарми, тој им е бизнисот, тие вработуваат луѓе, ако имаат големи економски штети и сепак товарот ќе падне пред се и на државата, бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство секое животно кое поради појава на болест ќе го уништи, нештетно ќе го страни, мора да го обештети. И тие се веќе активни, ние редовно добиваме известување од сите земји и овие мерки ги презимаме. Има и нормално дерогации од сите овие регулативи со посебни докази каде што можеме да олесниме трговијата и токму сега во моментот имаме некои барања од земји извознички од Европската унија каде што ние согласно тие дерогации можеме, тоест додатни гаранции треба да ни издадат тие земји каде што ни гарантираат токму тоа дека објектот не се наоѓа во таа зона од 3 километри, дека преработувањето е на таков температурен режим кој не дозволува да се појави вирус во самиот производ и тие на тој начин така функционира во самата Европска унија, така функционираме и ние со земјите од Европската унија и со земјите кои не се во Европска унија, взаемно можеме да ги договориме тие додатни гаранции кои се взаемен интерес и ние да извезуваме кон нив и тие кај нас. Професор, ваш став околу? Мојот став за ова е само ќе кажам пример еден од пред 10 години, каде што имаше појава на H5N1, значи едно жариште во Англија, како резултат на увезено мисиркино месо од Унгарија со камион. Што значи дека мерките кои што ги презема АХВ и за производи од живина се сосема легитимни и релевантни. Што значи дека овој вирус може да се пренесе и преку продукти од живина. Чекајте, како тоа што Унгарија стигна во Англија? Ако се и тие членки на Европска унија, ако постат сите овие мерки за кои што говори директорот, и до денеска овој случај меѓу нив се кошка каде? Едните викаат не е кај нас, другите викаат кај вас е, третите не е кај нас, туку кај вас. Така да
сакам да кажам дека научно вирусот може да опстои во месото, во непреработено месо, чувано на температура, ова е на 0 степени или близу 0 степени и долги временски периоди. Но од друга страна пак овој вирус што е добро е прилично лабилен, тоест осетлив на високи температури. Па така конкретно, например, на 60 степени за време од 3 минути се уништува во јајцата, што значи дека едно добро сварено јајце ќе го уништи комплетно вирусот. За време од околу 8 до 9 минути на температура исто од 60 степени се уништува во месото. А на температура од 70 степени само за 3,5 секунди. Нашата навика е, знаете, ние ќе го ставиме пилето да се испече убаво. 250 така, нека се крчка, нека се пече, па после ќе седнеме дали со ориз, дали со комбери, ќе го изедеме, ќе ни биде вкусно на сите. Цела фамилија ручек јадела. Така да од тој аспект сакам да кажам и информација за јавноста дека термички обработено е неопасно. Сепак спомени директорот, веројатно станува збор за големи штети доколку се појави меѓу фермерите, меѓу селаните, меѓу оние кои што одедуваат, бидејќи не може 10 да уништиме, 50 да останат, штом ќе влезе, значи се што постои треба да се уништи и тоа е сигурно голема трагедија и тоа не го доживуваат лесно фермерите. Така е. Постои ли обештетување, како тие го доживуваат тоа? Може ли јас би одговорил на ова прашање? Поради специфичноста на оваа болест и останатите болести, еве, минатата година знаеме за јазлеста кожа, големи економски штети, за среќа само економски штети и за среќа не се работи за зоонози каде што има последици по здравјето на луѓето. Мерките кои се усогласени во Европа и истите се и на светско ниво, значи во и поддржани од Светската организација за здравствена заштита на животните, се тотален стемпинг аут или тотално убивање на сите животни како мерка за сузбивање на оваа болест. Бидејќи вирусот брзо се шири, начините, еве како што кажавме и како што рековте вие, не знаеме како стигнал во Англија, они веќе ни самите си ја префрлаат топката, како се јави кравјо лудило, како јадеа коњско месо наместо говедско месо, значи во Европската унија не се идеални, да не мислиме дека таму се е идеално. Мерки има, ама секогаш постои смаглинг, шверц, трговија на поединци кои што никој не знае што во одреден момент може да се случи и како може да се случи и на кој начин да се пренеси, затоа се презимаат сите неопходни мерки. Значи тука нема калкулирање. Доколку се јави во одредена фарма, независно од бројот на животни, таа фарма едно доколку е угинато и кај едно животно, доколку се потврди присуството на болеста, зборувам сега за оваа болест, мора таа цела фарма да се уништи. Комплетно да се уништи, нештетно да се отстрана животните, да се изврши дезинфекција на самиот објект, на сите производи кои во тој момент биле во тој објект, значи јајца станува збор и така натаму, со цел сузбивање на ширење на болеста. Не може да се калкулира бидејќи економските штети се огромни, не само за државата, него и за самите компании. Обештетување да има од страна на државата, тоест од буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство, тоа е согласно закон, бидејќи сите мерки кои ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство во делот на сузбивање на заразните болести, мора животните да се обештетат. И нормално од интерес на заштеда на буџетот е што побрзо да се реагира и што побрзо да се уништат. За жал мора да се уништат овие. Тоа е ваша агенција, тоа е многу работа. Значи прво, ако тоа во Европа се случува, ние сме исто така граѓани тука и на Балканот кој што тој што има штета се обидува да спаси тоа што може да спаси. Неколку пилиња ќе ги испечат, ќе ги изедат дома. Ние ви ќе ме обештетите. Не знам дали едно за едно се обештетува. Претпоставувам дека не е до таа мера. Но има ли обид, бидејќи велите дека тоа термички ако се обработи, не е проблематично за луѓето. Да се
да се соберат тие, да се испратат во разни печари на пилиња, во разни кафеани, има многу, и никој да нема проблем од тоа и тие да заработат. Ќе ги зедеме во пилињата и јајцата што ќе им фали. Треба тоа да проверите таму. Како ќе ќе се разнесе вирусот? Добре, да, што го иницииравте ова прашање и тука веднаш ќе кажам, никако не сме да се разнесе од овие фарми, дали е живо животно, заклано животно, угинато, убиено Имате животно. голема одговорност да не излезат назад. Одговорноста е голема, верувајте е преголема, но и одговорност имаат и самите фарми, оние луѓе кои ги држат животните, бидејќи не е само наша одговорност. Доколку се Што е нивната одговорност? Да ги продаде на некоја кафана? Токму така, но има членови во законот кои кажува дека кривична одговорност има доколку некој направи и поттикне или не преземе мерки во делот на ширење на заразни болести. Значи одговорноста е толку голема да не се игра со тие работи. Страв лозија чува. Страв лозија чува. Реалноста е таква дека имаше и случаи со јазлеста кожа, каде што луѓето од страв да не им се одземат животните, дека наводно имаше и шпекулации, нема да им се обештетат животните, ги чуваа, ги криеа и наместо едно животно кое требаше да го одземеме или две, после тоа моравме да му одземеме 10-15. И големи штети настана и за буџетот, бидејќи ние мораше да ги исплатиме тие животни. Мораше да ги одземеме понатаму, кога видоа дека тие животни понатаму заболени, продуктивноста им е, молеа понатаму да ги одземеме животните. Значи нема калкулација со заразна болест. Таа е заразна болест и мора да се сузбие. Независно да се спречи тоа, колку се тешки овие мерки за кои што говорите, што фармерите треба да ги преземат. Подобро не во штетите што подоста ќе ги трпат и тие и граѓаните и државата. Го објаснав и имав и состаноци со фармерите додека беше активна јазлеста кожа болеста. Значи кој од вас, од сите сточари во едно село, ако прикрие болест, кој ќе му каже на неговиот комшија дека поради мене кој ќе признае дека јас бидејќи ги чував и не ги дадов кокошките да ми ги одземат, се појави кај тебе. Ако ги дал, може ќе го заштитал. Не дека немало да се појави кај комшијата, но голема е веројатноста да го заштити. Или поголемата популација во селото или било каде да ги заштити доколку навремено доколку се пријави и се детектира болеста, ние веднаш настапуваме, ние не дебатираме дали тој ќе ги даде или нема да ги даде. Значи тука нема дебата, тоа мора да се преземе. И тоа треба да си го разберат луѓето и да сватат. И бидејќи се покажа дека системот функционира и дека се исплаќаат, нема причина луѓето сега во овој момент ниту да стравуваат доколку ги одземеме, дека нема да им бидат исплатени. Значи сите животни кои ќе се одземат, конкретно сега за оваа болест зборувам, ќе им бидат надоместени доколку процедурите и постапките се запазени нормално секако што треба. Директорам има и големи компании, ние сме мал простор, кои што тоа го доживуваат како антиреклама и веројатно се противат на некои ригорозни мерки кои што треба да не се етикетира дека таа и таа компанија сите пилиња се заболени. И такви случаи имаше, можеби не за оваа болест, не знам дека тоа во Македонија и секаде во светот е случај. Пред се компаниите нема директен удар во нивниот углед. Они имаат индиректен удар во тоа што луѓето се плашат доколку немаат правилна информација во врска што со производите од таа група на животни. Така беше еден момент и со, морам да се надоврзам, бидејќи добро искуство беше тоа и со минатата година со јазлестата кожа, каде што повторно одредени луѓе беа заплашувани дека млекото е заразно. Иако при првата појава на болеста на пресконференцијата која држав, кажав дека болеста не е зооноза, не се пренесува на луѓето ни преку месо, ни преку млеко. Дека млекарите може да го откупуваат млекото и така натаму и месото и дека нема да има никаков проблем. Но индиректно, знаете, стравот кај луѓето кога ќе слушне нешто може индиректно да влие. Тука исто така нема проблем, бидејќи тоа месо се контролира каде ќе заврши. Не може да заврши туку така на пазарот или во кланици или било каде. А доколку заврши повторно е тука фактот на кривична одговорност. Значи тука се работи понатаму на ширење на заразна болест, не дај Боже да е зооноза па пренослива на луѓето. Сепак самата индустрија
индиректно ќе кажам, има последици, што сепак не можеме да влијаеме, ние влијаеме врз јавното мислење во делот на тоа да кажеме реалната ситуација, дали оваа болест се пренесува на луѓето или не се пренесува. Мора да докажувате некој да пиете млеко и да јадете јавно за да кажете дека тоа е безбедно, нели? Немаме тука проблем, реално бидејќи јас сите конзумираме и млеко и месни производи и се, и кога ќе се каже дека не е штетно, не е штетно и се докажа дека не е штетно, сите конзумиравме, никој не пропадна ниту млечната индустрија, ниту месната индустрија минатата година. Сакам само да кажам дека што се однесува до фармите во Македонија, до живнарската индустрија, особено ние поголеми фарми. Тие се прилично сериозни фарми кои што сериозно си работат својата работа, со стриктни мерки на биосигурност и прилично се свесни за деноста која што имаат во општеството и пошироко. И можам слободно да кажам дека и оваа живинарска индустрија, нашата, може слободно да се носи со сите развиени живинарски индустрии и во Европа. Чите, професор, едно време велевме нема македонско пиле. Немаме се уште. Овие се за јајца. Све се за конзумни јајца. Месо немаме. Зашто немаме? Тоа друг пат ќе збориме. Треба уште 2-3 вакви емисии. Одиме со реклами, а потоа продолжуваме за крај да видиме дали постои вакцина, дали постојат начини како да се спречи тоа, дали тоа помага, но по рекламите. Еве сме при крај, односно имаме уште добар дел разговор за птичиот грип. Поминавме доста прашања што се однесуваат и на птиците, животните и на луѓето и на заштитата на граѓаните за храната или производите од живини, од птици. Дали постои вакцина за животните како заштита, нивна заштита и дали е употреблива во Македонија? Вакцина за овој вирус, за инфлуенца, H5 високопатогени соеви, постои вакцина и таа претежно се користи во ендемични региони. Што значи ендемични региони? Каде што во текот на подолг временски период имаме константно докажување на вирусот. Во светот такви региони се Индонезија, Египет, Нигерија беше таков регион и така натаму и таму се користи ова вакцина. Во зимите на ЕУ во 2003 година им беше дозволено на Италија и Холандија да користат вакцина, превентивна и заштитна вакцинација за тогаш високопатоген сој H7N7. Но таа беше строго регулирана и ограничена и понатаму по завршетокот на болеста се прекина со вакцинација. Конкретно за Македонија, значи во овој момент не се препорачува вакцинација, бидејќи во моментов Македонија е слободна од вирусот, но и да го има утре или задутре или па за месец дена, значи повторно не се препорачува вакцинација. Значи многу е поефикасно за македонски услови да имаме брзо спречување и искоренување отколку вакцинација. Зошто не разбирам? Поради тоа што вакцината може да го направи животното да биде на изглед здраво, да не покажува никакви клинички знаци, а да го носи во себе вирусот и да го излачува во околината. Иако ќе го излачува во помали количини од болно животно, но сепак ќе го излачува. И понатаму треба да се има и лабораториски тестови кои што ќе можат да препознаат вакцинален сој од див или теренски сој. Јас тука би додал нешто. Самата вакцинација представува автоматски и забрана за извоз на производи од живина. Ние веќе добивме дозвола да извезуваме конзумни јајца во Европската унија и доколку се вакцинираат животните, автоматски се подигнува забраната
на Република Македонија да извезува производи од живина во Европската Унија, со тоа и транзит низ Европската Унија, бидејќи има и држави кои извезуваат и транзитираат низ Европската Унија. Тоа е еден аспект кој е доста негативен економски. Другиот аспект е со тоа што може и да не ни се појави, бидејќи ние не сме во тој пад на прелет на дивите птици. Еве оваа година тука негде еве Бугарија има Црна Гора, има Србија и така натаму, може да не одмине, може и да не одмине. Но доколку се појави, не мора да значи дека ќе направи огромни економски штети. Може да биде само во една фарма, некоја помала фарма, значи може да биде и во некое домакинство, во некое село, така да и финансиските импликации од вакцинацијата не се издржани во делот и оправдани во делот на она што може да предизвика болеста. Значи, болеста е присутна и во овие 16 држави, но не е присутна во сите фарми кај сите, не во таа представува економски штети, но не толкави колку што за да се направи вакцинација и да се направи забрана за извоз на нивните производи. И сепак, доколку ја немаш болеста во својата држава, со самата вакцинација правиш можност, интродуцираш вирус кој утре може да ти направи реален проблем во реалноста, како што беше и прашањето зашто не се вакцинира превентивно против болеста јазлеста кожа, бидејќи до моментот додека немаме болеста е опасно да се вакцинира, а да го немаме вирусот. Овие аспекти секогаш се земаат во предвид. Политиката на Европската Унија е секогаш да не се вакцинира и секоја земја која вакцинира, самата Европска Унија не вакцинира против ниту една болест. Доколку вакцинира некоја земја, а е забрането, тогаш има реперкусии, има забрани и така натаму. И од овие причини не е препораштливо исто така да се вакцинира и економската логика во делот на извозот, но и она оправданоста дали самата вакцинација ќе кошта многу повеќе од оние штети што ќе ги направи самата болест на оживната. Споменавте лабораториски земање примероци. Имаме ли кај вас на вашиот факултет лабораторија се земаат примероци па се испитуваат дали е таа референтна, сега е многу важно да е референтна, да се праќа во Лондон. Имаме ли такви лаборатории? Имаме ли доверба во нив? Видете вака, ние сме национална референтна лабораторија за авијарна инфлуенца, назначени од Агенцијата за храна и ветерина уште од 2008 година. И во тој цел временски период ние на годишно ниво учествуваме во меѓулабораториски тестови кои што се организираат на ниво на Европа. Значи на земји членки на ЕУ, но и земји членки кои што не се на ЕУ, а се географски во Европа. И до сега секоја година успешно сме ги поминувале овие меѓулабораториски тестови. Во јануари 2016 година беше и мисија на ФВО. Тоа е агенција, канцеларија за храна и ветерина од Брисел, при што ја оценуваше целокупната работа на ветеринарната служба во Македонија и при што не оценуваше и нас како лабораторија. И во завршниот репорт таму тие напиша дека Агенцијата за храна и ветерина може да верува на резултатите издадени од нашата лабораторија. Значи дека лабораториските тестови кои што се работат кај нас, кои што се за детекција не само на авијарната инфлуенца, туку и за други болести кај живината и кај другите видови на домашни животни, се работат во рамките на акредитираните методи. Тука само исто би додал дека доколку бидејќи ние носиме и по активниот и по пасивниот надзор, нели зимаме крв, зимаме брисеви во овој момент, доколку било кој момент ни се појави позитивен резултат на вирусот дека е присутен, ние исто така ќе пратиме и за потврда и во меѓународна, тоа е ЕУ референтна лабораторија,
Едната е во Англија, другата е во Германија. Да, и за секој случај да имаме и нивна потврда. Ние секако ги земаме во предвид резултатите од ветеринарниот факултет, но овие лаборатории кои се EU-референтни лаборатории ќе ни го потврдат она што националната референтна лабораторија го има веќе најдено. Се враќам повторно кај луѓето, можноста за болување кај луѓето. Има една реченица, една вест дека во Кина од декември е забележан изненадувачки и значителен раст на бројот на луѓе заразени со вирусот H7N9. И СЗО не отфрли можноста дека во Кина болеста се префрлила од човек на човек. Но засега нема информации за поголемо ширење на болеста. Тоа е друг тип на мутиран вид H7N9. Значи, ние говориме, денеска говориме за H5N8, што е далеку од овој, значи ова е H7N9. Вака, значи, има голем број на подтипови на авиарната инфлуенца, од кои што само H5 и H7 се високо патогени, високо заразни. Високо значи, високо заразни. Чекайте, кога говорите ниско патогени, тоа значи дека се многу заразни? Не, дека се малку заразни. А високо патогени дека се високо заразни. Ниско патогени се ниско заразни. Она што е интересно конкретно за овој вирус е тоа што овој вирус е ниско патоген за живината, но заболуваат луѓето. Тоа значи дека диагностиката и раното откривање на овој вирус кај живината и птиците е отежната. И ова е и проблем за ветеринарната струка, нели, на светско ниво. Ветеринарната струка е таа која што е прва бариера да ги заштити, да го заштити здравјето на луѓето преку заштита на здравјето на животните. H7N9 е ниско патоген, ниско заразен за живината, не покажува никакви клинички знаци, но е опасен за луѓето. Значи, луѓето заболуваат од него, па дури со смртни случаи. Дали заради вакви мутации, одговорноста и контролата што се прави не само за заштита на меѓу животните, туку и заради луѓето. Во секој момент може да измутира или да дојде измутиран преку овие птици од Кина, бидејќи таму веројатно се појавуваат. Така. Претпоставувам дека затоа и поголема одговорност и улогата на лабораторијата и испитувањето. Токму така. Никој не знае во кој момент нешто преминало во некој друг. Токму така, тоа е и нашата задача на лабораторијата да ги следи сите настани кои што настануваат, се случуваат на теренот и за секоја измена на епидемиолошката ситуација или пак на соевите на вирусите кои што циркулираат во регионот, во Македонија или пак во светот, да ја известува навремено и Агенцијата за храна и ветерина. Директор, да завршиме со една порака до граѓаниве. Значи, нема место за грижа, барем за сега. За сега нема место за грижа. Барем за луѓето, така. Ние сме загрижени како институција, бидејќи сме обкружени со вирусот околу нас. Институција сте загрижени за да може да преземете соодветни мерки, така. Ги направивме сите припреми доколку се појави болеста. Еве, факултетот за ветеринарна медицина во секој момент испитува примероци. Се надеваме дека нема да имаме некој позитивен, но доколку имаме позитивен, веднаш ќе реагираме, веднаш исто така ќе испратиме во EU-референтна лабораторија, едната во Германија, другата во Англија, независно во која да ни се потврди резултатот, а додека ни се потврди резултатот, ние сепак ќе ги преземеме сите оние мерки кои мораме да ги преземеме. Во зависност каде ќе се појави, зависно и начинот како ќе постапуваме. Не е исто да се појави на фарма или во бекјард популарно или на домашно производство во двор. Мораме да ги преземеме тие работи, мора да сватат граѓаните дека доколку се појави нашите постапки се тие на одзимање, на уништување на животните. Ќе треба повторно соработка со сите општини да имаме на највисоко ниво кај што ќе се појави болеста, бидејќи тие општини ќе невозможат каде ќе се и како ќе се дислоцираат
животните, како ќе се третираат после тоа, значи каде ќе се закопаат. Исто така и да нормално луѓето да во зависност од кој сој ќе биде, сепак не можеме ние да исклучиме никој сој, ние зборуваме за H5N8, но може да биде и H5N5 кој се појави во Црна Гора, во обкружувањето, зборам, во регионот. Не дај Боже и за патогени за луѓето, така да нашиот систем, ветеринарните служби, инспекторите мора да бидат на готовност и на веднаш да реагира со цел да се сузбие болеста. Нормално и информациите понатаму во јавноста ќе протекуваат согласно она доколку се појави, за кој сое и како ќе се постапува, и спрема тоа ќе се дават информации за да нема, или доколку има загриженост ќе треба да се информира, доколку нема загриженост, доколку се работи за оние непатогени соеви, не зоонози кои не се пренесуваат на луѓето, тогаш нормално информациите ќе течат во оној аспект дека храната и производите нема да имаат проблеми така натаму, но сето тоа е во дело доколку се појави, доколку се утврди болеста. Веќе сме ние, да кажам, војнички направени неколку вежби со спремниете. Националниот центар за контрола на болести беше повикан доколку се појави болеста. Ние го повикавме во мирнодопски услови, сега не дај Боже ќе го повикаме и во услови на појава на болест, каде што реално ќе треба да се соочуваме со самата болест. Добро, ви благодарам за учеството во аргументи, благодарам за информациите што им ги дадовме на граѓаните и како конзументи, но и оние кои што на тоа им е бизнис, бидејќи сите сме заедно во овој феномен, производители и конзументи. Тоа е наш проблем, ваш проблем, и се надам дека нема да има голема појава на птичи грип, но бидејќи е тука, тоа се појава овој дел од годината, го има во окружувањето, доколку има појава, се надам дека ќе бидете гости во медиумите, па и во нашиот, за да соопштите како и каде се појави, како се справуваме. Тоа е наша задача, да. Благодарам уште еднашка за учеството во аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. Ама молам режија.